Почитувани, СДСМ мора да престане да се однесува според начелото партиската книшка посилна од законот. Ова бесрамно однесување повторно го демонстрираат, не барајќи оставка од советникот на СДСМ во Советот на општина Газибаба, Берат Вејсели, од морални причини. СДСМ продолжува со самоволието, водено од неморал и неказнивост. СДСМ и незините представници во владата мора јавно да побараат оставка, а Вејсели мора да се повлече од советничкото место. Додека цела држава е затворена и живее во карантински услови, Вејсели најдрско го кршеше полицискиот час, фалејки се со тоа, а потоа демонстрираше сила пред полицијата. Однесувањето и небарањето на одговорност од Вејсели е уште еден доказ дека законот важи за сите, освен за СДСМ и незините миленици. Вејсели е само уште едно име во низата функционери кои покрај се уште се државни функционери од СДСМ. Градоначалникот на Демирхисар, кој што ги заплашуваше граѓаните дека ги прислушкува, Курто Дудуш, кој што тепа и киднапира граѓани за да се изживува во канцеларијата, градоначалникот на Делчево, кој што јавно се закануваше на бизнисмени, Драги Рашковски, фатен во снимки за случајот Леонардо и низа други. Случајот со Вејсели и тоа што го предизвика во Чаир е јавно демонстрирање дека полицискиот час мора да важи за сите, освен за луѓето од СДСМ. Почитувани, се, освен барање оставка и повлекување на Берат Вејсели од позицијата советник, затоа што го кршеше полицискиот час, демонстрираше самоволија, а и беше причина за масовен собир среде полициски час, е лицемерност и ќе биде потврда дека за СДСМ моралот е мисловна именка. Ви благодарам. Имате прашања? Баравте од министрите да се откажат од плати. Немањето желба да се поработи 2 месеци без пари, немањето желба доброволно да и се помогне на државата кога и е најтешко е уште еден од срамните моменти од владењето на СДСМ. Не можам да прифатам дека по години земање министерски плати, уживање во репрезентации, службени дневници, мобилни телефони и автомобили, сега на Шекеринска, на Димитров, на Оливер Спасовски, Царовска или на Манчевски, им се неопходни 14.500 денари за да преживеат. Во услови кога и на образованието и покрај ветувањата дека нема, сепак им се кратат платите, со што дополнително ја туркаат спиралата за пад на економијата. Министрите се уште немаат доблес да дадат пример кој што би го следеле функционерите од СДСМ, например оној директорот роднина на Рената Десковска со редовна месечна плата од 3000 евра. И благодарам.